In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Во мојот живот не го запознав Господ додека не наполнив 43 години. Така имав цело детство и возрастна одвоена од Господ, знаејќи за Бог, но не познавајќи го Исус, немајќи врска со Исус. Кога го запознав мојот сопруг и двајцата имавме 3 деца. Се венчавме пред околу 14 години и едноставно чувствувавме, знаете, ние навистина сакавме да имаме заедничко дете. Имавме 4 спонтани абортуси, имав здравствени проблеми, имавме различни работи кои не спречуваа да имаме дете. Отворив во битие и почнав да се молам кај Авраам и Сара. Тоа беше она што навистина ми го отвори срцето и си реков, Бог ги благословил и јас се молев за тоа. Јас се молев за тоа. Тогаш ја добивме веста дека очекуваме бебе во 5-тиот обид и се изгледаше прекрасно. Кога се роди Ентони бевме пресрекни. Беше такво чувство на шок, бидејќи по сите спонтани абортуси слушнав како плаче. Морав да му го видам лицето. Мислам Бог само што ни го даде ова прекрасно мало момче. Тоа беше повеќе отколку што некогаш можев да го нацртам или замислам. Ја премина секоја замисла. Немавме поим дека ќе има нешто друго освен само целосно блаженство со ова бебе и мислевме дека се што поминавме до тој момент вредеше. Откако го помина првиот роден ден, зборуваше и се беше супер. Имаше околу 14 месеци и имаше температура. Го ставија во болница и направија тестови. Мислеа дека има сепса, па бевме навистина исплашени во тој момент. Тој успеа да го преброди сето тоа, а потоа го гледавме како од зборување на 10 зборови го губи говорот. Не можеше да направи многу основни работи што ги правеше претходно. Мислам дека не си играше со играчки на правилен начин. Тој почна да прави чудни работи. Неговата уста почна да изгледа како да е замрзната. Не знаевме што ќе се случи. Не знаевме дека тој ќе биде ваков со години. Нему му беше диагностициран аутизам и набра го потоа АДХД и аудитивно заболување. Погледнете го говорот, врската со устата и мозокот не работи правилно. 4 години беше невербален, па во секојдневниот живот во основа не можеше да искомуницира ниту една своја потреба. Имавме многу тешкоти. Се обидовме да го научиме знаковниот јазик, но тоа не успеа бидејќи тој не можеше да артикулира зборови и не можеше да прави ниту движења со раката. Се чувствував како Бог да ми стави товар на моето срце, да се вратам на училиште и да се спремам за да се справам со овие специјални образовни аспекти за Ентони. Вештините потребни за да го научам тоа морав да ги стекнам. Многу пати мислев дека не успевам. Јас не го правам тоа што треба да го правам. Ова е толку тешко или понекогаш учењето на мојот син. Тешко е затоа што тој има некои потешкоти и со работи на кои јас треба да посветам повеќе време и треба да престанеме со се друго и да се фокусираме на тоа. Аудитивното процесуирање предизвика тој да ги смени инструкциите, така што многу пати поминувате повторувајќи го она што се обидувате да го научите заедно со физичко водство. Например, ако му покажете како да напише нешто или му покажете што се обидувате да го научите, тогаш тоа функционира многу подобро од вербалната инструкција. Има толку многу работи од мојата случка. Се надевам дека ќе можам да им помогнам на другите луѓе бидејќи има многу работи низ кои поминав, а мислам дека и многу други луѓе ги доживеале. Ние мислиме дека нешто е премногу мало за да се мачиме да го прашаме Бог, но секој мал детал во нашиот живот треба да го повторувате со него. Затоа не молете се само во тешки времења, туку молете се кога работите се добро. Молете се за да му се заблагодарите. Молете се да му се поклоните. Следно на програмата In Touch. Дали молитвата има влијание на Бог? As a follower of Jesus Christ, what is your most powerful asset? Како следбеник на Исус Христос, што е твојата најмоќна вештина? Твојата најголема привилегија? И кој е најпрактичниот дар кој Бог ти го дал тебе? Па одговорот на сите 3 прашања е молитва. Некогаш ја земаме здраво за готово. Едноставно си мислиме, па знаеш, јас можам да се помолам кога ќе ми е потребно.
И ако прашаш некого, веруваш ли во молитва? Тие би рекле да. Ако ги прашаш се молиш ли, веројатно ќе ти одговорат да. И ако ги прашаш кому му се молиш, тие би рекле на Бог. Потоа ги прашуваш, па кажи ми за твојот Бог, и ќе добиеш секакви небиблиски магловити одговори за тоа кој е Бог. Еден од околностите кои го обкружуваат, тоа се прашањата и сомнежите кои често се прикрадуваат во животите на луѓето, и тие си мислат, па јас верувам во Бог и се молам, но и она кое се случува е наместо да имаат молитвен живот на вера, тие имаат молитвен живот на се надева. Тие се молат и се надеваат. Ги искажуваат своите барања и се надеваат. Му зборуваат на Бог за своите потреби, за желбите и потоа се надеваат. Бог никогаш немаше намера нашите молитвени животи да бидат такви. Тој сакаше тоа да биде живот на доверба, сигурност и целосна непоколебливост. Да ние дојдеме пред Него, да ги искажеме своите потреби, да поверуваме во своето срце дека нашиот небесен татко е Бог на љубов, моќ, благодат, добрина и дека тој е овде за да ги слушне и услиши молитвите на своите деца. Тоа го прави тој. Таков Бог е тој. Како да дојдеме до Него? Преку Неговиот Син Исус Христос. Тоа е најголемата привилегија која ти и јас ја имаме. Да можеме да комуницираме со Него, да го слушнеме и да знаеме дека тој ни зборува на нашите срца од љубов. Она кое сакам да го направам во оваа порака е да се справам со овој проблем. Дали молитвата има влијание на Бог? Да или не? И така, во процесот би сакал да одговорам на 4 интересни прашања кои често ни стојат на ум. И кога се молиме, честопати ќе ни се појават овие прашања. И кога ќе се појават, тие ни ја сотруваат верата во момент кога нашиот небесен татко сака да дојдеме при Него со доверба, сигурност и храброст. Така, сакам да го разјасниме тоа. Би сакал да свртите до еден познат пасус во проповедта на гората, во 7 глава од Матеј, почнувајќи од 7 стих. Некој од наједноставните нешта кои Исус било кога ги рекол за молитвата. И често луѓето ја имаат идејата, па се што треба да направам е да побарам и ќе добијам. Но, оно кое треба да го запомниш е следното. Чистотата на срцето, слушајте, чистотата на срцето има влијание врз Божиот одговор на нашите барања. Слушајте што вели тој, Матеј 7:7. Молете се и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зошто секој кој моли добива, кој бара наоѓа и оној кој чука ќе му се отвори. Тогаш тој го поставува ова прашање. Или кој е тој човек меѓу вас кој на својот син ако му побара леп ќе му даде камен? Или ако му побара риба ќе му даде ли змија? И така, ако вие кои сте зли, знаете да им давате добри дарови на своите чеда, колку повеќе вашиот татко, кој е на небесата, ќе им даде добра на оние кои го молат. Таков Бог е тој. Тој е добар Бог, кој сака да им дава добри нешта на своите деца. Сега, има 4 прашања кои би сакал да ги одговорам. 4 мали демнички прашања, кои само ни стојат на ум и понекогаш ни предизвикуваат проблем. И така, често луѓето ќе одговорат и ќе речат, па ако овие нешта се вистина, тогаш зошто? Затоа, ајде да ги разгледаме овие 4. Сакам да слушате внимателно за да бидете сигурни дека сте го слушнале кажаното. Еве го првото нешто. Некој вели, па ако Бог веќе ги знае сите мои потреби, велиш дека е сезнаечки. Тој ги знае сите мои потреби. Ако тој ги знае сите мои потреби, тогаш зошто јас морам да му зборувам на Бог за нешто кое веќе секако го знае? Ајде да разрешиме нешто. Број 1. Ти не го информираш Него. Ти не доаѓаш при Него со информации. Затоа треба да се молиме на Него. Иако знаеме дека вели, вашиот татко знае што ви е потребно пред да побарате од Него. Зошто да бараш од Него? Бидејќи, еве што правиш со тоа. Ти му одаваш чест на Бог. Ти му одаваш чест како извор на твоите потреби. Му одаваш чест како ресурсот за сите твои желби и потреби. И она која го правиш е ти му оддаваш почит со тоа што бараш од Него. Тој сака ние да бараме од Него. Инаку, што би правеле? Го земаме здраво за готово. Кога нештата одат добро, се прашувам колку често сопираш за вистински да му се заблагодариш на Бог.
кога сме најзагрижени за своето здравје и му благодариме за тоа, кога сме болни, кога сме благодарни за местото на живење, кога нешто ќе се случи таму, колата што ја возиме, кога нешто и се случи, за нашите пријатели, кога одеднаш ги нема. Знаете, Бог сака ние да бараме. Тој сака ние да бараме затоа што она која го вели е дека ние разбираме кој си ти. Ние знаеме дека ти си изворот и затоа доаѓаме при тебе. И тој вели, немате затоа што не барате. Слушајте, само затоа што Бог ги знае твоите потреби, тоа не значи дека ќе ги задоволи. Ти не си побарал. Зошто не? Затоа што или го земаш здраво за готово, или си премногу горделив да побараш од него. Ти велиш, па јас не му верувам на Бог, не сакам да го тормозам. Што? Ајде да те прашам, како можеш да го измачуваш сезнаечкиот? Не можеш да му го направиш тоа на Бог. Ти велиш, па јас не мислам дека Бог е заинтересиран за тие мали нешта во животот. Што, например? Слушајте, ако има нешто кое си го нашол за кое би сакал да имаш одговор, Бог е заинтересиран. Тебе ти е потребна мудрост и насока или нешто? Бог е заинтересиран. Имаш потреба во животот, без разлика дали финансиска, физичка, материјална, социјална, каква и да е. Бог е заинтересиран. Тој е загрижен за она кое ти се случува во животот. Така, само затоа што тој знае, тоа не е знак дека не треба да се молиш. Второто прашање кое мислам дека често се појавува е ова. Ако Бог веќе однапред одлучил што ќе се случи во секоја ситуација, зошто да се молам? Тоа изгледа на губење време. Ако тој веќе одредил што ќе направи, зошто да се молам? Постои многу добра причина. Две добри причини зошто да се молиме кога Бог веќе одредил однапред што ќе се случи во ситуацијата. Број 1. Размислете за ова. Кога јас и ти се молиме за нешто, Бог веќе природно знае што ќе направи. Зошто да се молам? Еве ја причината. Затоа што, како што ти и јас почнуваме да се молиме, што и да прави Бог, тој ќе го направи полека, трпеливо, тивко, понекогаш на брзина, понекогаш по одреден период, тој ќе почне да работи на нашата волја и желби. И она кое се случува е, тој не поставува во хармонија со својата волја за кога ќе го направи она кое сме го побарале од него, или ќе го направи оне кое го разбрал, ние да бидеме во хармонија со неговата волја. Нема мир онаму каде што нема хармонија. Ти не можеш да имаш мир со Бог кога не си во хармонија со него. Ајде да речеме, например, дека пријателот ти е многу болен. Знае ли Бог што тој ќе направи? Да, знае. Па ако Бог веќе знае што ќе направи, тогаш зошто да му зборувам за тоа, кога тој веќе си има одлучено? Ти не знаеш што тој ќе направи. И второ, ајде да претпоставиме дека Бог знае дека ќе го отргне тој човек од сцената, дека ќе го повика дома. Па ти велиш, Бог веќе знае зошто да се молам. Бидејќи кога Бог започнува да работи во нашиот живот и не донесува во хармонија со неговата волја, она кое го прави е, не подготвува со свесноста за неговото присуство, за кога ние ќе зачекориме во таа бурна долина да имаме мир. Тоа е еден начин. Втората причина е ова. Дали некогаш кога Бог веќе знае што ќе направи и тој сака ние да се молиме, бидејќи можеби токму ти си инструментот кој Бог ќе го употреби за да се заврши делото. Ајде да речеме, например, дека твојот пријател е болен. Бог ти ставил тежок товар и ти започнуваш да извикуваш кон Бог за исцеление на пријателот. Па најпрво, ти не знаеш дали е Божја волја или не. Но колку долго се молиш, толку посилен стануваш со своите чувства. И колку повеќе веруваш со своето срце, Бог сака да ги исцели. Она кое сакам да го видите е ова. Бог те употребува како, слушај, те употребува како инструмент. Дали може да го направи без тебе? Сигурно може. Но тој не употребува нас како инструменти. Тогаш, што се случува? Бог е прославен низ целиот процес. Нашата вера е зајакната. Тогаш, што правиме? Ние сме мотивирани да се молиме посилно, поверно, почесто за другите ситуации и околности. Така само што тој одредил што ќе направи, не значи дека ти и јас не треба да се молиме. Затоа што тој сака, слушај, Бог сака да соработува со нас. Односно, многу нешта тој прави преку нас. Има многу нешта кои може да ги направи без нас. Например, тој може да го распространи евангелието низ целиот свет без никој од нас
но тој избрал преку проповедање на Евангелието, пиење на Евангелието, пишаниот збор или што и да е. Тоа е неговиот избран начин да ги донесе луѓето до спасувачко познавање на Исус Христос. И така, молитвата го има неверојатниот аспект кој мислам дека честопати ние го забораваме. Потоа, имаме друго прашање кое честопати го поставуваме, а тоа е следното. Односно, дали успехот, слушајте, дали успехот на вечната Божја наредба зависи од нашите молитви? Што е вечната Божја наредба? Неговите планови кои замислил да ги исполни уште од пред создавањето. Односно, има некои нешта кои Бог ќе ги направи без разлика на се. Моли се или не, тој ќе го направи тоа. И така, ние размислуваме за неговите уредби. Например, тој го избрал Авраам, Исак, Јаков, неговите 12 синови, нацијата на Израел. Бог ги избра нив како свој избран народ и тој вели, еве што ќе направам. И пријателе, без разлика што се случува во овој свет и колку совети се состанат и колку војни се случуваат, не прави разлика. Кога Бог нареди нешто, тој ќе го исполни тоа. И така, нашите молитви немаат никаков ефект на тие нешта кои Бог ги има испланирано однапред, кои тој безусловно ќе ги исполни. Сега има некои нешта кои се условни. Например, тој вели, ако мојот народ кој е повикан според моето име, ќе се покори и се моли. Тогаш, тој вели, и се покајат за гревовите, тој вели, тогаш ќе ги послушам од небесата и ќе им ја исцелам земјата. Ако не се молиме за своите животи, има последица. Паѓаме во грев, стануваме разочарани, стануваме депресивни, стануваме бесплодни и неротки во животот. Нашиот живот не е каков што може да биде. Зошто? Затоа што молитвата е она која не одржува поврзани. Со други зборови, молитвата е како струјна линија. Каде што има молитва, има и моќ. А каде не достига молитва, нема моќ. А ти се уште се прашуваш, па зошто повторно паѓам во грев? И зошто не можам да го направам ова? И зошто не се ефективни моите проповеди или сведоштва? И зошто не го разбирам ова? И зошто ова и она? Јас сакам да ти поставам едноставно прашање. Колку време поминуваш пред таткото, барајки мудрост, насока, водство и негова сила во твојот живот? Слушни, неговите увиди во неговиот збор и силата да го направиш она кое знаеш дека Бог сака да го направиш. Тоа е таа моќна линија. Ако ти ја одсешеш, имаш проблем. Она за кое зборувам се тие мали нешта кои прават краток спој на линијата. Ние се сомневаме, ако Бог веќе знае, зошто да се молам? Ако тој веќе одлучил каква промена ќе направи? Ќе направи голема промена, затоа што ние сме одговорни за своите животи, своите дела и недостиг на дела во животот. И кога ти се поврзиш со него во молитвениот живот и тоа ти стане центар и срж на твојата внатрешност, знаеш што ќе се случи? Ти ќе имаш радост, мир, задоволство и Бог ќе почне да те употребува во животите на луѓето. Ти велиш, па јас сакам да бидам употребен од Бог. Тогаш почни да се молиш. Сега, не моли се вака. Не моли. О Боже, те молам употреби ме. Еве како да се молите. Ме слушате? Кажете амин. Еве како да се молиш. Боже, оспособи ме да бидам употребен. Знаете што ќе направи тој? Тој ќе ве измори. Ти ќе бидеш подготвен да бидеш употребен и тој ќе започне да работи во твојот живот. Така ти имаш избор. Можеш да си го живееш животот себично, за себе, правејќи што сакаш, да погледнеш наназад и да мислиш што се случи. Библијата зборува за тоа како Бог ќе ја избрише секоја солза. Знаете што ќе не расплаче во рајот? Јас ова не можам да го докажам, секако никој од нас не знае што точно ќе се случи. Но имам предчувство дека еден поглед кон она што би можеле да го направиме, тие кои сме можеле да бидеме, тоа што би можеле да го постигнеме, како би можеле да им влијаеме на другите, а не сме. Кога мислам за нешто кое би можело да не расплаче во судењето, дури иако е судење за награди, тоа би било тоа. Сега, еве го последното прашање. Дали нашите молитви го премислуваат Бог? Би сакал да свртиме до еден пасус во Словото 32 глава од Излез, 32 глава од Излез. Ајде да ви кажам што се случува.
Мојсей до сега бил на гората Синај, каде ги добил 10 заповеди. Бог видел што се случува и еве што му рекол на Мојсей. Тој рекол: тие се осквернаа. И 9 стих од 32 глава вели: Бог му рече на Мојсей: гледам добро дека овој народ е своеглав. Сега пушти да се распали мојот гнев на нив, за да ги истребам. Тогаш од тебе ќе развијам голем народ. А Мојсей извикува кон Бог и еве што вели. Тој вели: зошто гори вака твојот гнев? Ти ги изнесе од Египет со моќна рака. Зошто треба да речат египетците? Со зла намера да ги додведе, за да ги погуби во планините? Смири го својот гнев и лутината. Откажи се од злото на својот народ. Спомни си за Авраама, Исака и Израела и така натаму. Така, Библијата во 14 стих вели: и Господ се предомисли да навали на својот народ несреќа со која му се закани. Сега, дали ова значи дека ти и јас можеме да отидеме при Бог кога тој одлучил дека ќе направи нешто и да го предомислиме? Не, размислете за ова. Размисли го ова. Кој го ставил товарот за Божите луѓе врз Мојсеевото срце? Бог го ставил. Зошто го направил тоа? Затоа што тој ја видел корумпираноста на нивните срца. Тој знаел што се случува. Тие биле долу, веселејќи се на големо, славејќи златно теле кое не им помогнало во ослободувањето од египетското робство. И Бог овде вели: јас ќе ги казнам. Мојсей извикува и вели: те молам, предомисли се, не го прави тоа. Така, што се случува? Бог го става товарот на Мојсеевото срце. Мојсей го има ова неверојатно сочувство за израелската нација. Тој извикува кон Бог: те молам, дај им уште една шанса. Бог вели: добро, во ред. Така Бог се предомислува. Сега слушајте внимателно. Слушате ли? Кажете амин. Постојат 3 нешта кои никогаш не се менуваат кај Бог: неговиот карактер, неговата цел и неговите ветувања. Тие никогаш не се менуваат. Така, кога размислуваме за тоа, Бог да се предомисли, тој не може да се предомисли за својата безусловна љубов кон нас. Тој не може да се предомисли за ништо поврзано со својот карактер, неговата цел и неговите ветувања. Не може да се предомисли. Тој е непроменлив Бог. И така, кога Библијата вели дека тој се предомислил, видете што се случува. Тој вели: во ред, Мојсей, чув што кажа. Тогаш Мојсей се симнал од гората и видел што се случува. И што направил? Тој истура врзнив порака на осуда и тој го гори златното теле. Тој го уништува, го фрла во водата и ги тера да ја испијат. Потоа ги повикува оние на негова страна. Вели: тие кои ќе бидете на моја страна, левитско племе. Тогаш вели: извадете ги мечовите. Но, чекај, тој туку што извикуваше кон Бог да не прави вакво нешто, а тие убија 3000 луѓе од нив. Бог ја знаеше состојбата на луѓето. Тој го постави неверојатниот товар на Мојсеевото срце да се моли за нив. Дали Бог знаеше што тој ќе направи? Да, тој знаеше. И што се случи? Мојсей во своето сочувство кон нив, во својата страст за нив, во својата љубов кон нив, виде како тие се корумпираат еден со друг и затоа убија 3000 од нив. Понекогаш ти и јас ќе дојдеме при Бог и ќе побараме да го направи ова или она или нешто друго. И знае што ќе откриеме. Бог уште од почеток знае што е најдобро. И така, иако тој ја слушнал молитвата, затоа што тој е Бог на благодат, тој ја испочитувал молбата, застапувањето на Мојсей, но на крај Бог ја исполнил својата волја и ги уништил тие кои ги корумпирале луѓето. Дали ти и јас можеме да се молиме и да го убедиме Бог да се предомисли за нештата? Не се ни обидувај. То не е проблемот. Проблемот е, слушајте, што и да одбере да направи Бог, тој ќе го направи тоа. Дали нашите молитви имаат ефект? Да, имаат. Подобар начин да се изрази ова не е дека ние го предомислуваме Бог, туку дека Бог ни одговара нам во согласно со ситуацијата во својата неверојатна мудрост. Така ние го убедуваме Бог. Ние го убедуваме да ни одговори на молитвите. Тој сака да го направи тоа. Ние се ставаме во позиција пред Него, каде што Тој е способен и слободно ни го исполнува барањето на срцето. Така, ние се молиме и бараме Тој да смени нешта кои одлучил дека ќе се случи. Ние бараме Тој да се справи со тие нешта во нашите животи, со кои Тој одлучил да се справи, а тоа е секој дел од нашиот живот. И кога доаѓаме при Него со чисто срце и ја бараме Неговата волја,
тој ќе ни покаже. Понекогаш набрзо, понекогаш нема да знаеме се додека тој не делува. Тој ќе ни ја покаже својата волја. Тој ќе ја исполни својата цел. Тој ќе ни усогласи со својата волја и цел кога тоа не е она која најправо го посакуваме. Тој ќе ги исполни желбите и потребите на нашите срца, бидејќи таков е тој, нашиот татко, нашиот небесен татко, кој не љуби и е добар, кој е моќен, кој не љуби безусловно и е милостив кон нас. Дали прави разлика, дали се молиш или не? Да, прави разлика, дали ќе се молиш или не. Дали прави разлика, дали се молиш или не за твојот живот? Да. А што е со луѓето? Твоите пријатели? Да. Што е со луѓето кои не ги познаваш? Да. Затоа што толку многу не љуби Бог. Тој сака да те употреби да влијаеш во животите на другите. Сега внимавајте, затоа што повеќе од веројатно е дека ти си му поверувал на Исус Христос како на свој личен спасител. Знаеш што правеше Бог? Ги услишуваше молитвите на еден или повеќе луѓе кои се молеле ти да се спасиш. Тоа е Божјата благодат. Of somebody or somebodies who were praying for you to get saved. That is the grace of God. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.